Добро вечер, драги битолчани. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, вечерва сум тука во Битола да ја дадам мојата лична подршка за сегашниот и иден градоначалник на Битола, Владимир Талевски. Градоначалникот Талевски во изминатиот период ја смени сликата за тоа што треба да биде и каков треба да биде еден градоначалник. Пред него имавме градоначалник од СДСМ. Се сеќава ли некој нешто дека тој направи и дека остави некакво дело? Драги пријатели, во овие години откако е градоначалникот Талевски се реализира огромен број на проекти. И тој со делата за себе ја бара поддршката од вас. Кога размислувавме кој треба да биде кандидат за градоначалник на Битола на овие локални избори, немавме многу работа затоа што имаме човек докажан. Човек кој што тоа што го ветуваше и го реализираше. Тоа е Владимир Талевски. Драги пријатели, наспроти него имаме кандидат кој што нема оставено некои дела за себе, кој што го знаеме само по неговите негативни настапи во парламентот, навреди, клевети, обвинувања, кажување на најнегативни работи и работи кои што не одговараат на реалноста. Човек кој што не излезе со некои нови идеи, ниту пак направил некои дела и проекти со кои што може да се пофали и да ја побара довербата на граѓаните. Народот гледаше како низ овие години се работеше, се градеше, се создаваше. Народот знае дека никој не е човек што може се да заврши и да ги реши сите проблеми. Ниту јас, ниту Владе Талевски, ниту било кој може или пак сме ветувале или ќе ветуваме дека можеме да ги решиме сите ваши проблеми. Тој што ќе ви го вети тоа, тој ќе ви излаже. Јас нема да го направам тоа, ниту сум го правил, ниту во иднина ќе го правам. Но, драги пријатели, она што јас го ветувам и она што Владе го ветува е дека ќе направиме најмногу од тоа што е можно и ќе се решат најмногу проблеми споредено со било кој друг што досега ги решавал или што може да ги решава. Драги пријатели, пред неколку години за многумина личеше дека тоа е некаква несериозна работа или некакво несериозно ветување, кога говоревме за индустријската зона Жабени, која што немаше ништо. Но во овој период се виде дека Битола и со сопствени сили, но и со подршка на владата може да оди напред во тој правец. Се направи индустријската зона Жабени, продадени се веќе 49 парцели, таму се градат фабрики, таму почнуваат да се вработуваат луѓе, таму се привлекува и странски инвеститори, и тоа не било кој. Кромберт и Шуберт е светски реномирана компанија која што ќе вработи околу 2500 луѓе тука во Битола. И таа, како што во една прилика спомнав, не ја избра случајно Битола. Нивните представници дојдоа во Македонија откако преходно долго преговаравме со нив. Дојдоа да бараат локација. Јас тоа еднаш го имам јавно кажано и сакам да го повторам. Поминаа неколку општини да побараат локација. И дојдоа тука во Битола. Битола им беше последната дестинација каде што требаше да ги видат локациите и условите кои што ги нуди градоначалникот. Она што нашиот градоначалник тука во Битола им го кажа, беше еве ви ги деталните урбанистички планови, еве ви го генералниот урбанистички план, еве ви ги сите нацрати и скици, одберете место каде сакате да градите, таму ќе ви направиме инфраструктура и вие ќе можете непречено да градите. И така представниците на оваа компанија ја донесе одлуката токму тука да градат, освен индустријската зона Жабени. Се започна
изградбата на нов град, Златен Рид, кој е проект со кој се изврши пренамена од битолската касарна за изградба на стамбено-деловни објекти. Ке ги спомнам и проектите изградба на булеварски влез од страната на Скопје. Изграден е кружниот тек Дулије, реконструиран е магистралниот пат М5, изграден е кружниот тек Довледжик, нов коловоз и нов кружен тек на улица Иван Милутиновиќ, пробивање и изградба на улица Кукуш, пробивање и изградба на улица Железничка, изградба на спортско-рекреативен центар на Тумбе кафе, изградба на 3 нови спортски сали, во Јане Сандански, во Ѓорги Наумов, во доктор Јован Калаузи, како и една спортска сала во студентскиот дом. Во тек е реконструкција на домот за стари лица, Сију Рајдер. Изградба на патишта во рурални средини, во село Поешево, Долно Ризари, Карамани, Трн, Црнобуки, Братиндол, Олевени, Ротино и во други. На пензионерите, општина Битола им обезбеди бесплатен превоз 2 пати во текот на една недела. И честитки заради тоа. Завршени се првата и втората фаза од реконструкцијата на улица Никола Тесла. Улицата е асфалтирана и извршена е промена на водоводната мрежа. Решен е долгогодишниот проблем на жителите од населбата Петочна вода. Изградена е канализационата мрежа, асфалтирани се улици со вкупна должина од 270 метри. Направени се многу нови проекти. Следуваат многу нови, поврзани со инвестиции за подобрување на инфраструктурата во индустриската зона Жабени, за што ќе се одвојат значителни средства, околу 250 милиони денари. Изградби на нови училишта, на нов училишен простор, на нови спортски сали. Вкупно 7 спортски сали се планираат, на фудбалски игралишта, на повеќе наменски игралишта, на стрелиште, на повеќе работи за кои што ќе оставам самиот градоначелник да ги презентира во детали, бидејќи тоа е дел на вистина од она што тој треба да си го каже и тоа е дел од неговата директна работа и обврска. Драги пријатели, Битола е градот кој доживеа убедливо најголема штета од владењето на Бранко Црвенковски и СДСМ. СДСМ во Битола е збор кој е синоним за октопод и за измамени штедачи, а нивните дела се невработеноста и изгубени надежи. Во време на СДСМ се случи најголемата пирамидална финансиска измама во историјата на Македонија, ТАТ, во која беа измамени 30.000 граѓани, кои останаа без своите штедни заштеди. Над 120 милиони германски марки беа проневерени од граѓаните на Битола нивни заштеди. Во времето на Бранко Црвенковски и СДСМ во Битола 30.000 битолчани останаа на тој начин без екзистенција. Се затвори текстилниот комбинат Битола Текс. Во време на СДСМ се затвори социјален борец. Во време на СДСМ на улица останаа вработените од иднина. Благодарение на криминалната приватизација на Бранко Црвенковски се затвори Фринко, а слична судбина доживеа и Прогрес, Јавор, Угостителство Македонија и уште голем број на други фабрики. Клиничката болница во Битола беше на работна функционалноста, немаше лекови. Лифтовите во болницата не работеа, пациентите се смрзнуваа, а долговите растеа и се мереа во милиони. Денес, за разлика од времето на СДСМ, се инвестираат повеќе од 100 милиони евра за набавка на современа медицинска опрема и исто толку за реконструкција на болниците, од кои што значаен дел припаѓаат овде во Битола. Пред изборите во 2002-та, токму пред битолчани Бранко Црвенковски и неговите локални послушници ветуваа дека ќе спречат приватизација на СМ и дека такво нешто е недозволиво и дека е криминално. Ветуваа дека ќе вработат поедено од секое семејство, но, драги пријатели, ништо од тоа не се оствари. Што се однесува до господинот Менде Диневски, тоа е класичен показател за тоа каква партија е СДСМ. Диневски стана кандидат за градоначелник само затоа што е подржан и е личен избор на Бранко Црвенковски, а ги знаеме вредностите на Бранко Црвенковски. Го слушам како зборува за правата на земјоделците, а од друга страна, заедно со своите колеги од СДСМ во собранието,
сите заедно го обструираа донесувањето на националната стратегија за земјоделство и рурален развој, со која се обезбедуваат субвенции за 5 години, нешто што преходно воопшто не се даваше или беше нешто многу минорно. Ниту Диневски, ниту СДСМ не поддржаа и не поздравија ниту еден проект од интерес на битолчани. Ништо. Не ја поздравија изградбата на индустријската зона Жабени, ниту изградбата на 3 нови спортски сали во Битола, ниту изградбата на булеварски влез со страна на Скопје. Денес тие немаат ниту програма. Локалните избори им се шанса. Еве, нека излезат со програма, нека излезат пред граѓаните, да можат да избираат помеѓу програми и проекти. СДСМ се уште живее во времето кога мисли дека со демагогија може да се победи. Со демагогија може да се освои власта, без проекти, без конкретни работи, без ветувања за прецизни рокови, буџети, носители и се околу тоа. Времињата се променија. Дојдоа нови луѓе на политичката сцена кои што се многу детални во ветувањата, многу аналитични и многу исполнителни во тоа што го ветуваат. Еден од нив е Владимир Далевски. Почитувани присутни, денови е доста актуелно и она што се случува на планот на бојкотот на СДСМ, на парламентот и на локалните избори. Јас уште навремено најавив дека како што стојат работите, со обзир дека сите анализи ни покажаа дека ВМРО ДПМН ужива таква доверба кај граѓаните што со сигурност ќе однесе крупна победа на локалните избори, дека Бранко Црвенковски ќе бара начин како да го избегне тоа, нормално не може да го избегне со победа, туку со нешто друго. И додека ние размислувавме каков буџет да направиме, да има и за земјоделците средства, да има и за градба на спортски сали, да има и за поголеми пензии на пензионерите, да има и за поголеми социјални помошти на тие што ја примаат, да има и средства за овозможување на отворање на нови бизниси, помагање на луѓето што сакаат да отворат нов бизнис и да се самовработат, па и да вработат некој можеби заедно со нив. Да има средства за се она што е значено и она што ни е приоритет и што сме го ветувале. Бранко Црвенковски, како што го дал Господ, тој на друго мислел. Како да најде некој начин да направи инцидент кој што ќе му биде алиби како да е здувне од избори. Да бега. Да не доживее уште еден пораз, бидејќи потоа нема што да каже во партијата за да остане. Иако, драги пријатели, не знам зошто е толку неискрен со луѓето од неговата партија. Например, треба честно да им каже, ако изгубам на избори, ќе си останам председател. И луѓето нема да му се лутат и нема да му замерат. Тој им вика, ако изгубам на избори, ќе си одам од председателската функција, ќе изгуби, не си оди. И нормално создава револт, создава фрустрации. Еве, јас му порачувам вечерва да даде една изјава и да се смират работите, ние локални да имаме такви какви што он планира, без учество на СДСМ, ние од парламент да излегуваат, нека си каже, луѓе, јас во наредни 10 ли, 15 ли, колку ќе каже години, победувам, губам, си останувам председател на СДСМ. Завршена приказна. Во СДСМ ќе си се помират со тоа, ако им е убаво, веројатно им е убаво, нема да имаме бојкот на парламент, нема да имаме бојкот на локални избори, нема да се врукаме пред Европа, па погледнете кој не дојде веќе од Европската унија, какви не пораки му испратија, какви не објаснувања му дадоа дека тоа што го прави не само што не е европски, туку е директно штетно за државата. Отворено му го кажуваат тоа. Отворено представници на Европската унија, само денеска ги имаше неколку кај мене во канцеларија, кажуваа дека Македонија нема да може да ја дадат позитивен извештај. Што и да направи владата? Какви реформи да продолжиме да правиме? Какви и напредоци да направиме во земјата на било каков план? Тие нема да бидат во состојба да дадат позитивен извештај и препорака за преговори од проста причина што најголемата опозициона партија решила да бојкотира и јасно име зошто бојкотира. Јасно име дека Бранко се бори за Бранко, да остане на функција во СДСМ. Тоа е неговата аспирација, да биде алтернативата во Македонија.
да биде втор, да не биде трет или четврт. Така што, откако сите му го кажаа тоа, откако јасно му дадоа до знание, тој и понатаму продолжува со манипулирање на неговите најблиски. Еве денеска се слуша, тие говорат неговите коалициони партнери, ги собрал денеска и им рекол, немајте гајле, договорено е, утре меѓународната заедница, представници некои ќе го притиснат Груевски и ВМРО и овие ќе излезат, ќе кажат дека ќе има превремени избори, односно дека има договор за превремени избори. Како да ви кажам, како си ги вози луѓево, не ми е јасно. Вака кога ги гледам у парламент, како зборат, на прв поглед ви личат интелектуалци, паметни луѓе, нешто разбираат. Овој си ги вози, си ги шиша, не ми е јасна работата, како му веруваат. Вчера излеговме и јасно кажавме. Еве ви пакет за да се отсрамите, да се вратите на локални избори и во парламентот. Им го прочитавме. Сакате да разговараме за законот за избори, иако тој е целосно завршен како што треба. Сакате да разговараме за избирачки списоци. Сакате да разговараме за еден куп други работи. Им направивме еден пакет, да не речам пакетче како за мало дете. Им го дадовме. Еве ви, ова ви е шанса да седнеме, да излезете со каков таков образ, да се вратите на локални избори. Иако кај нив образот е не е многу битна работа, вака, ама како и да е. И јасно им кажавме. Имате пакет за кој што може да разговараме, но заборавете договор за превремени избори. Затоа што нема да дозволиме во оваа држава на цел народ, на 2 милиони луѓе, Бранко кој ќе му текне, да им кажува кога да има, кога да нема превремени избори. И многу интересно што човекот воопшто не е ниту загрижен, ниту заинтересиран, што прави огромна штета на државата. Огромна штета. Ова ни го добивме најпозитивниот извештај од Европската комисија, што досега го добила Македонија. Честитки од сите страни за реформите на сите полиња. Во сред криза, европска должничка криза, со многу проблеми, со намален буџет, со намалени приходи, се што беше потребно завршивме и повеќе од тоа. Добивме најголеми пофалби од сите страни од Брисел, од главните градови, најсилни пораки, поддршка за Македонија. На Грција почна да и станува се потешко и потешко да не обструира. На последниот самит во декември Грција се соочи со сериозен проблем. Да, таа успеа пак да го одложи добивањето датум. Меѓутоа сите пријатели на Македонија кажаа ова ќе им биде последен пат. Веќе во март, во април, во јуни нема да можат да го направат истото. Толкав отпор доживеа внатре во Европската унија, што нема начин да го повторат истото. Само вие продолжите вака, само да не им дадете некој повод, сигурно е дека ќе успееме следниот пат да ви доделиме датум за почеток на преговори. И драги пријатели, ако досега пречките ни доаѓаа однадвор, ако Грција не блокираше, овој пат Грција нема потреба тоа да го прави. Тоа им го одработува Бранко Црвенковски. Им одработува една таква агенда, што може би не ни можеле да ја сонуваат во минатото. Јас вчера кажа во Скопје дека доскоро најпознат грк во Скопје бил или беше гркот Зорба. Ама од сега не е гркот Зорба, туку гркот Бранко. Затоа што толку многу да се направи штета на сопствената држава, за да ја се помогне на Грција во нивните намери за наше блокирање и да издействува тоа што сака да го издействува, да продолжи со незината уцена за промена на уставното име, за промена на уставот, за промена на идентитетот. И тоа не било како, туку како што тие ќе кажат. Некој досега во Македонија не се сеќавам толку да им одработил. Не се сеќавам толку многу да си попречил на сопствената држава. Зошто?
прво заради личниот свој интерес. Не заборавајте дека тој не прави штета само на државата, тој прави штета и на неговата партија. И токму затоа и незадоволството таму. Сега сака да ги докречи и овие од неговата коалиција. Па купува денови, бидејќи има само уште неколку дена, утре ќе не убеделе за превремени, задутре ќе не убеделе за превремени. Еве, јас им порачувам од тука. Ни утре, ни у петок, ни у сабота, ни у недела, ни у понеделник, ни потоа. Договор за превремени избори нема да има со СДСМ. И сакам јасно и отворено да го повикам Бранко Царенковски. Ако сака да се соочи со ВМРО ДПМН, ако сака да се соочи со граѓаните и да види кому граѓаните даваат поголема доверба, да излези на Мегдан, да излези на овие локални избори на кои што граѓаните масовно ќе гласаат, па нека види колку му веруваат, па нека види колку му е авторитетот, па нека види каков е резултатот на неговите манипулации од минатите 2 децении. Нека види што остело зад него. Нека види дека овој македонски народ знае да цени, знае да почитува, ама знае и да казни кога некој ќе го изневери, кога некој ќе го изврши, кога некој кому му е дал довербата ќе му го сврти грбот. Нека дојде тука во Битола со Менде, да види колку гласови ќе добија тука и да видат со каков политички се разбира нокаут во прва рунда ќе се соочат. Драги пријатели, ние во минатите години често говоревме за Скопје 2014, но на овие избори ние говориме за Македонија 2017, за Битола 2017. Тоа беа и оние преходно 3D анимации во кои што се покажуваат проектите во Битола што ќе се направат, кои што Владе Талевски детално ќе ги образложи. Тоа е нашата визија, како треба да се движи Македонија. Ама визија реална, а не визија што некој сака да некого да измами. Визија максимум од она што е можно. Максимум од она што може да се направи. Инаку јас знам дека има потреба за многу повеќе. И јас знам дека треба многу повеќе. Иако Владе ветел реконструкција на 100 улици, јас знам дека треба уште на 200. Ама Владе тоа го прави со максимумот на силите што може да се направи. Значи, гласајте за тој што ветува реално. Немојте да подлегнувате на некој што ви ветува нереално. Оти не еднаш се имате изважено, не еднаш се имате изгорено. Не ви треба повторно да се изгорите. Видовте дека имате работа со политичка опција, која што е сериозна во ветувањата, која што исполнува тоа што ќе го ветува барем 90%. Некога се случува нешто да се пропушти, нешто да се погреши. Меѓутоа, оваа политичка опција држи до зборот. Треба да го почитувате тоа, треба да го наградите тоа. Затоа го понудивме повторно Владе Талевски. Затоа ВМРО ДПМН повторно ќе ја добие довербата заедно со коалицијата за подобра Македонија. Да живее Битола, да се живи и здрави. Да живее Република Македонија. Ве поздравувам. Почитувани присутни, добро вечер на сите. А вие се сеќавате дека пред неколку дена, неполни 2 недели, практично имаше презентација на кандидатот, но вечерва е презентација на програмата на кандидатот на ВМРО ДПМН на следните избори. Акцентот на овие локални избори ќе биде практично на создавање на услови на инвестиции, затоа што за нас веќе не е предизвик само хигиената и само средување на инфраструктурата. За нас е предизвик да направиме нешто повеќе, да го подобриме животот и на оние граѓани кои што
немаат најдено работа, немаат најдено екзистенција. Затоа толку вложувавме минативе години и затоа толку многу бевме напаѓани од опозицијата. А која е опозицијата? Пред да ги набројам сите проекти, како што се улица Железничка, која што беше 3-децениско ветување на сите локални власти, или нашето шеталиште, или до завршениот парк, или Тумбе кафе, или Буливарскиот влез, или улица Кукуш, или Социјалистичка, или Централното градско подрачје, или сите оние улици кои што ги поврзуваат нашите села, кои што треба да ги дозавршиме преку Европска и Светска банка. Морам да кажам која е опозицијата која што сака да се представи во едно друго светло. Почитувани присутни, кога тие беа на власт, има еден голем мерак. Ги испуштија луѓето од фабриките, ги однесоа на улица. Сега кога се опозиција, пак се мерак да шетаат по улици. Значи не можат сега да отпуштаат од фабриките, туку своето членство го вадат на улица. Епа, почитувани присутни, оние што не ги прифаќаат делата, оние што не ги прифаќаат резултатите, оние кои што не се политичко и партиска понуда на следните локални избори и што шетаат по улици, немаат шанса. Или како што народот вика, од уличари не битува политичари. 144 страници за сите сработени проекти на локалната самоуправа од ВМРО ДПМН. Тука има се. Тоа е зад нас. Тоа го имате и на интернет, на веб страницата на општината. Отчетот е тука за сработеното, но еве програмата која што следува. Овде е програмата за идните локални избори, за следните 4 години од нашиот мандат кој што ќе го добиеме во првиот круг во Битола. Ова програма има повеќе страници од претходната, а колку е поголем отчетот. Кога оваа програма е таква, каков ли ќе изгледа отчетот на крајот од следните 4 години? Еден многу важен и значаен проект, кој што го договоривме со владата на Република Македонија и без чија помош се разбира дека не можеме да го реализираме. Тоа е гасификација на Битола. Значи, до крајот на следниот мандат на локалната самоуправа, Битола, како ред други градови во Република Македонија, ќе биде гасифицирана. Една исклучително важна и многу значајна придобивка. Тоа го води владата, меѓутоа стоиме на располагање со целата наша служба, со целата инфраструктура, да помогнеме максимално да се вклучиме во гасификацијата. Следен многу значаен проект за Битола ќе биде нешто што е голема придобивка на сите европски градови, топлификација на Битола. Знаете дека со одлука на владата на Република Македонија, ЕЛЕМ е задолжен и веќе си направија своје акционерско друштво, ги прават проектите за топлификација на Битола. Значи за одделување на топлинската енергија од рек Битола, да се направи примарна мрежа покрај Новаци до Битола и еден крак за Могила, за да се направи нешто повеќе за нашите граѓани. Следен важен проект кој што го води владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и нашиот министер, имаме реконструкција на железничката пруга од железничката станица во Битола до грчката граница. Тоа е многу важно, тоа е многу значајно, затоа што македонски железници прифатија покрај пругата да изработат проект каде што ќе има еден крак кој што ќе влегува во индустријската зона Жабени, кој што значи дека ќе се снабдуваат дел од инвеститорите, фабрикантите со роба од Солунското пристаниште и ќе извезуваат од Солунското пристаниште. Значи тоа е исто важен и значаен проект кој што го работиме и ќе го продолжиме да го работиме. Ги имаме аргументите од резултатите и бидејќи ја имаме најдобрата понуда во Битола како програма на следните локални избори, да ја дадеме довербата на најдобрите и оние кои што си стојат на зборот. Еве ги резултатите, еве програмата. Јас ви стојам на располагање. Ако има подобра понуда, гласајте за подобрата. Ако цените дека ова е најдоброто, дајте го гласот за ВМРО ДПМН, за кандидатот на ВМРО ДПМН, дајте го гласот за новите проекти за нова и подобра иднина на Битола.
наша